ден. Колку трае? Почитувани гледачи, добро вечер. Вие сте повторно на вистинската фреквенција со емисијата По потрага по вистинскиот збор. Вечерва мој соговорник е Емил Крстевски. Емил Крстевски е новинар, но и писател. Заедно работевме во НИП Нова Македонија. Едноставно кажано, моравме нешто да живееме, а тоа беше новинарството. Па токму тоа ќе биде и моје прво прашање. Како започна вашата новинарска кариера и што ве мотивираше да се посветите на новинарството? Беше тоа желба, потреба или мал тест, проверка за еден млад човек? Па има многу елементи со кои може да се одговори на ова прашање. Едноставно, новинарството е професија, меѓутоа и пасија и страст, да речам на некој начин. Јас живеев во зграда која беше наречена во центарот на Скопје, наречена новинарска зграда, во која живееа многу новинари, дописници од странство што работеа во Нова Македонија, во Вечер, во радио, телевизија Скопје. Значи ништо не е случајно. Не е случајно и од згора на тоа татко ми беше уредник во култура. Во култура беше во издавачката куќа. Па потоа беше уредник во лексикографски завод Загреб Мирослав Крлежа и бев окружен со многу книги, со многу енциклопедии, списанија, весници и така натаму. И тоа беше моje обкружување секојдневие, да речам, и на некој начин бев предодреден да се занимавам со новинарство. Пред се, јас сакав да се запишам на политички науки во Загреб, меѓутоа околностите во тоа време се отвори факултет за новинарство кај нас и јас сум првата генерација на новинари што излегоа од интердисциплинарните студии по новинарство во Скопје, на Универзитетот Кирил и Методи. Додека студирав, јас работев во телевизија, Скопје тогаш, во надворешно-политичката редакција, каде што главен уредник беше Тихомир Илиевски, и тоа ми беше како уште еден факултет, да речеме, каде што го испеков занаетот не само во областа на надворешната политика, туку и генерално новинарството во вистинската смисла на зборот. Потоа кариерата ја продолжив во Нова Македонија, заедно работевме исто во надворешно-политичката редакција, во Деск, популарно наречен Деск, и тоа ми беше големо искуство и потоа станав уредник на Пулс, еден од основачите и уредник на неделникот Пулс. Сега имам овде можност и желба за многу прашања. Прво, драго ми е што го спомнавте Тихомир Илиевски. Тој беше, би рекол, еден вид авангарда во македонското телевизиско новинарство. Надворешно политичко новинарство. Да, надворешно политичко новинарство. Убаво што го спомнавме него, но исто така убаво што ја спомнавме и Нова Македонија, посебно рубриката за надворешна политика, ама
уште поубаво е што го спомнавме и Пулс. Пулс, со Слободан Петровиќ на чело, беше, според мене, за некои работи пионер во македонската новинарска јавна сцена. Еден убав проект, за жал, многу добри проекти пропаѓаат, не инсистираат вечно и трајно. Работевте и во Деск. Многумина од новинарите не го сакаат Деск, бидејќи во Деск се обработуваат и се пласираат, се презентираат вести информации без подпис. Значи, таму ги нема ни иницијалите. Значи, таму го нема ЕК или го нема ХП и многумина не сакаат да работат во Деск. Но Деск е голема школа новинарска, големо искуство. Апсолутно, да. Моето прашање во врска со телевизијата и во врска со печатените медиуми е да издвоите, не морате многу, барем еден или неколку, најголеми професионални предизвици, што ги помните од тоа време, од тој период, кога работевте како новинар. Ајде малку пофалете се. Може би некој интервју, може би некој патување, може би некој текст што предизвика, па сте имале проблеми пред бркање од работа или казнување или исклучување, бидејќи тогаш беше многу поодговорно, построго да се биде новинар. Да. Поодговорно и бевме навистина посветени како новинари. Има долги години поминав како новинар, има многу искуства и интересни моменти да се раскажат. Би издвоил неколку, например, јас бев единствен хонорарен новинар во телевизија додека работев, кој во живо имаше надворешно политички коментар на ТВ Дневникот. Тогаш може да замислите, само телевизија Скопје постоеше, немаше други телевизии многу и тоа беше голема одговорност и голема возбуда за мене. Меѓутоа, јас имав малку брада, забраден бев и морав да избричам брадата. Имаше, значи, некој кодекс на изглед на самите новинари, кои се појавуваат на ТВ Дневникот. Ете, тоа ми останало во сеќавање како еден куриозитет, да речам, што Тихомир Илиевски ме замоли, молим те, Емил, вика, да се избричиш, така правилата се тие. Значи, кодекс, како што има кодекс на облекување, така има и кодекс на некој изглед на самите новинари и потоа во Дескот имате право, нема иницијали, нема малку сте анонимни, меѓутоа ние имавме слобода во Деск што работевме да пишуваме и надворешно политички коментари или внатрешно политички коментари. Немаше таков проблем. Нова Македонија имаше многу дописници од странство и тие сите доаѓа, не работевме само со Тањук, да речеме, агенцијата или со други агенции, со Франс Прес и Associated Press и други. Меѓутоа имавме и наши дописници кои понекогаш се забораваа да пишуваат по неколку шлајфни, а во весникот собира само 40 реда и мора брзо да се реагира, оти тоа е дневна редакција, на дневна основа, малку стресно новинарство е тоа. Па да се извлече наслов, поднаслов, меѓунаслов, да се скрати, да се реагира брзо. Апсолутно. За сите вести треба наднаслов, наслов, поднаслов, меѓунаслови и така натаму. И замислете од 5-6 куцани страници, да речам шлајфни, вие треба да направите една. Значи од кило лимони да направите една чаша сок. Така, да исцедите нешто. И тоа не е едноставно, и тоа е уште еден, како да речам, покрај она искуство од телевизија што го имав 4 години таму во таа редакција. И ова искуство во Нова Македонија, во Дескот ми помогна многу за понатаму во мојата новинарска кариера како уредник на Пулс. Други интересни моменти би издвоил што спомнавте интервјуа или често патував, ги следев, да речеме, првите палестински избори, еве сега е актуелно. Тоа беше 96-та година во јануари. И тогаш бев еден од ретките странски новинари кои влегуваше во сите штабови палестински, да речеме, каде што
Јасер Арафат. Да. И може да замислите Ерусалим и Телавив како беа пренатрупани со војска, со војници, со митралези, со тенкови. Ама прес. И јас сегде прес, да. И јас ги посетував, речиси, сите штабови на изборни штабови на палестинците. И беше тоа возбудливо и интересно. Инаку сум имал интересни моменти, например во Париз имав ексклузивно интервју со Роберт Бадентер, кое беше објавено во Пулс. Имав ексклузивно интервју во Атина со генералниот секретар тогаше на НАТО Хавиер Солана, со министерката за надворешни работи на Италија Сузана Ањели. Во Рим имав исто така интервју со италијанскиот министер за одбрана Бенџамино Андреата и така натаму. Има и многу други згоди и незгоди од новинарскиот живот, што би се рекло. Убаво е ова да се слушне и да се каже, бидејќи за жал многу новинари гинат, посебно тие кои што се известувачи од воените жаришта, но и самите патувања со воз, со авион, со автобус и слично представува ризик. Но убаво е во новинарството што разговарате со ретки, познати личности. И она што го кажавте пред малку, во новинарството има и креативност. Значи, вие го ставате тој наслов, вие го обликувате тој текст. Всушност, од вас зависи читаноста или гледаноста на медиумот. Јас сакам во врска со новинарството да ве прашам, вие како цел живот да се подготвувавте на одреден начин и за дипломатската кариера, бидејќи најголем дел од новинарството го посветивте на надворешната политика. Дали беше тоа некоја лична определба, бидејќи вашиот татко беше писател пред се, дали беше тоа ваша лична определба за да го следите светот глобално, или како млад човек уште тогаш посакувавте да излезете надвор од една мала, микро, би рекол, средина? Да, има една мисла позната, дека новинарството е прекрасна професија која треба на време да се напушти. Што побрзо да се напушти, бидејќи, ете, рековме и стресна и така натаму. Јас имав таа среќа и можност да патувам често со наши државници, со председателот Глигоров, со многу министри, на многу значајни настани. Например, месец и половина ги следев активностите на нашата делегација во Њујорк при зачленувањето на Македонија во Обединетите нации. И знаете колку е таа одговорна работа вие да известувате од Обединетите нации за нашето зачленување. Истото тоа се случи и во Страсбург при нашето зачленување во Советот на Европа, во Виена, во Будимпешта, односно на состанокот на ОПСЕ, тогаш КЕПС беше, кога станавме земја членка, сум следел и многу други настани и посети на наши државници. И сето тоа на некој начин ја отсликува нашата професија како особено новинарите што се занимаваат со надворешната политика и со меѓународните односи, дека е многу одговорна и многу блиска до политиката, практично, и до дипломатијата особено. Тоа ми било желба на некој начин, да после таа новинарска кариера, јас да зачекорам на некој начин и во дипломатијата, односно, после уредувачката кариера во неделникот Пулс, кој беше многу влијателен во тоа време, и беше многу ценет и преку него ми се реализира многу патувања, многу средби со амбасадорите. Првите амбасадори кои дојдоа во Македонија 93 година, со сите речиси амбасадори имав интервјуа кои се објавуваа во Пулс и кои дури некои ми стана и многу добри домашни пријатели, како што беше
германскиот прв амбасадор во Македонија Ханс Лотар Штепан, италијанскиот амбасадор, првиот амбасадор Фаустино Трони, Мац Стафансон, шведскиот амбасадор кој тогаш не покриваше од Белград и така натаму и многу други. Така што многу блиску бев до дипломатијата и потоа ми се укажа можност да работам 11 години како државен советник во кабинетот на председателот на Собранието. Работев со 7 председатели на Собранието, значи професионално, подготвував посети, подготвував говори, подготвував подсетници, средби со амбасадори, со делегации странски и така натаму. И сето тоа ми беше голема, да речам, големо искуство и подготовка за понатамошната кариера моја. Так, убаво е што ве вратив во тоа време. Како новинари се сеќавам добро на зборовите на Ерол Ризаов, често знаеше кој ќе влезеше во нашата канцеларија, тоа да го нагласи па и да го повтори. Ние треба да имаме аналитичко новинарство. И ние тогаш се трудевме да пишуваме големи текстови, долги. Некои ги нарекуваа пежоративно, погрдно чаршафи. Значи многу долги текстови. Но се трудевме да бидеме непристрасни, да бидеме објективни. И верувам дека истото тоа и вие сте го правеле и во Собранието, и севкупно во целото ваше и новинарско и политичко работење. И не случајно, како што рековте пред малку, зачекоривте се и во дипломатската кариера. До неодамна бевте амбасадор во Чешката република. Па сакам да ве прашам, таа политичка функција, амбасадор, всушност вие представувате државата. Се едно дали е таа мала или голема држава, но вие сте олицетворение на таа одредена земја. Како изгледате, како говорите, како се однесувате, бидејќи често и не можете да го искажете својот став, бидејќи го пренесувате ставот на државата, на председателот, на премиерот и на сите други функции. Но, сепак, вие сте дипломат, значи, во дипломатијата треба да бидете и мудри, итри што се вели, но пред се честни, искрени, бидејќи само така може една држава да оди напред. Но да не должам повеќе со прашањето, какво беше вашето искуство на амбасадор во Чешка? Има многу елементи да се што ја сочинуваат дипломатијата, не е само еден елемент. Да, еден аспект. Еден аспект, има повеќе. И она што велите аналитичкото новинарство во што сме го поминале во минатото и кое навистина било солидно новинарство, а не како денешното брзо новинарство, меѓутоа многу површно. Сета таа аналитика, сето тоа доведува до еден степен на едукација. Например, за еден текст да се напише во Нова Македонија, се сеќавам, имаше многу добра архива. Па јас морав неколку денови да земам материјали и да читам историјат за, например, кипарскиот проблем. Так. Пишував текст еден, се сеќавам, и неколку дена поминав читајќи само тоа за да напишам една страница или една страница и пол за сакам да потенцирам дека чувството на она што е битно и она што не е битно, што го имавме ние во новинарството тогашно, некако сега, кое ми се чини многу површно, и тоа ми помогна и во дипломатската кариера за да издвојам што е битно, а што не е битно за во извештаите за нашата држава, за нашите интереси, надворешни политички интереси и како субјект во меѓународните односи. Дипломатската кариера подразбира една широка едукација. Инаку имам докторирано на меѓународна политика и магистрирано и докторирано на меѓународна политика и меѓународни односи на правниот факултет
Кирил и Методи, и тоа многу ми помогна. Теоретската подготовка исто така е многу битна, како што е битен и односот со луѓето пред се, широкото образование, настапите и да се излече она што е битно, она што не е битно, и да се воспостават едни солидни односи со своите колеги, со домакините пред се, со државниците, министрите на дадена држава, затоа што вие, како што рековте, ја представувате државата, меѓутоа вие сте мостот преку кој се одвива таа комуникација. Амбасадорот дава иницијативи за различни средби, за различни активности, од политички план, економски план, културен план, до контакти со диаспората, со нашите кои живеат таму. Јас за време на мојот престој во Прага воспоставив многу добри контакти, имав многу делегации од Македонија што доаѓа, 4 форуми за инвестиции, економски форуми за инвестиции беа организирани. Беше организирана средба на една делегација од 29 луѓе, меѓу кои министри, заменици министри и така натаму. Министерот за надворешни работи исто така беше во посета на Прага, официјална посета на Прага. Се подготвуваше едно мое предавање исто така за македонскиот јазик на 5 мај на Карловиот универзитет, значи воспоставив одлични односи со ректорката на Карловиот универзитет. Отворивме изложба една од Музеот на современа уметност. Имаше многу активности. Секојдневно се испраќа извештаи, контакти, она што е интересно за нас. И имав таа среќа што Прага, односно Чешката република, ние пријателски насочена земја, поддршка во секој поглед ни давала од самиот почеток за реализирање на нашите стратешки цели, како што е зачленување во НАТО, зачленување во Европската унија, и навистина ни се пријатели, и тоа за мене беше олеснителна околност, да речам, да секаде ми беа отворени вратите за да воспоставам добри контакти, добри релации и да се унапредат односите на секој план. И политички, и културен, и економски пред се, и да бидам еден вид мост и со нашата диаспора, бидејќи таму има неофицијално негде околу 4000 наши граѓани кои живеат и работат во Чешката република. Так. Сакам да ве прашам нешто попрецизно и подиректно, бидејќи јас за амбасадорската работа знам само индиректно. Мојот брат беше амбасадор Обединените нации, но вие бевте лично. И затоа сакам да прашам, кои се тие главни дипломатски лекции што треба да ги научи и да ги применува, да ги практикува еден амбасадор? Обично велат да не зборува многу, да молчи, да слуша. Да. Тоа е правило број 1. Да се слуша соговорникот и да се внимава што се кажува, дали било тоа на прием, дали во тет-а-тет средба со некој амбасадор или со министер, повеќе да се општо да се кажуваат работите, да нема конкретни некои изјави, децидни, да нема... Ќе се злоупотреба. Може да се злоупотреба, да нема манифестација на некое чувство, на лутина, или секогаш треба, што викаат, амбасадорот да настапува прецизно, концизно, и да не биде, ние сме мала држава и не можеме остро да настапуваме, туку секогаш со поголемо разбирање и со помек однос, да речеме, со нашите соговорници. И главното е да се во целата таа ситуација да се постигне целта што се сака. Да речеме да се направи некоја сделка на економски план, политичко лобирање за одредени прашања за интересите на нашата земја,
Ете, сето тоа е еден сплет на околности односно карактеристики кои треба да го красат еден амбасадор или дипломат. Така. Знам дека е тешко да се балансираат националните интереси со меѓународната дипломатија денес, посебно во современи услови, но сакам да ве прашам, бидејќи во нашето време медиумите има многу поголема улога во надворешната политика и дипломатијата. Може би затоа што тогаш и немавме толку информации, немавме толку медиуми, немавме толку развиени социјални мрежи. Сега е доволно да со еден клик да дознаете што се случува било каде. Дали во Иран, дали во Австралија, дали во Газа. Но, моето прашање во врска со сето тоа е денеска, кога би биле повторно новинар, како дипломат со искуство, поранешен амбасадор, дали денеска еден политички аналитичар може да се снајде во овој галоп, во ова време на брзи геополитички промени? Толку брзо се менуваат нештата. Дури би рекол непредвидливо, радикално. Како се снаоѓате во надворешната политика денеска? И како граѓанин, и како професионалец? Се уште ја следам, активно ја следам и будно надворешната политика и меѓународните односи. Од време на време и се јавувам во нашите дневни вестници со коментари одредени. Сметам дека и порано имало информации, значи не се согласувам дека порано немало толку информации за меѓународните односи, бидејќи ние имавме не биле јавни пристапно, имавме пристап до сите агенции. Тањук имаше, беше една реномирана агенција, новинска агенција која имаше дописници во многу места. Тоа беше навистина расадник на кадри, од кај што излегува и многу дипломати од таму и амбасадори. Така што, сега спомнав веќе дека сегашното новинарство е површно, брзо е. Добиваме многу информации, меѓутоа, еве јас вчера, например, гледајќи по телефонот на Facebook, по порталите, видов како гори зградата Хенкок во Чикаго. Значи, таа вештачка интелигенција и тие лажни вести се во подем. Значи, не можеме многу да веруваме на тие информации и вести. Порано беше, што велите вие, многу поодговорни бевме ние како новинари и како уредници, отколку денеска. Денеска може да прочитате 50% од вестите да се лажни вести. Така што мислам дека треба посериозно да се размислува околу примената на таа вештачка интелигенција и дека таа може да не доведе во еден хаос, да не знаеме што е вистина, што е лага, што е стварност, што не е. И сепак тие наши анализи што ги правиме како надворешно политички аналитичари, мислам дека треба постудиозно да се разгледуваат и да не се верува на се и се што се објавува во овие вестници и портали и така натаму. Добро, сепак кога говори еден доктор на науки, искусен новинар, искусен политичар, дипломат, треба посериозно да се сватат и прифатат овие укажувања, бидејќи и премногу се шпекулира, и премногу се нагаѓа, па дури кога се цитира селективно. Се пренесуваат делови од изјави. Се вадат од контекст. Од контекст се вадат, па има тука многу замаглување, многу искривооколчувања. Но, ајде да поставаме едно директно прашање. Како стои денеска Македонија на меѓународен политички план? Ние секојдневно чекаме, посакуваме, би рекол дури и пекаме да бидеме дел од Европа, бидејќи очигледно се чувствуваме притеснето и изолирано во овој мал наш простор, од една страна. Од друга страна,
имаме чувство дека имаме пријатели во странство и во светот, ама дека имаме и непријатели, дека како бројот на пријатели да не е помал од оној другиот број. И слично, и слично, и слично. Како е Македонија позиционирана? Од една страна се говори за Западен Балкан, од друга страна се говори за во Европа, ама без право на глас. Од друга страна се вели, баш некни, изјавата нема, вели, втора лига во ЕУ. Постои само една лига и слично. Можете да ми одговорите дипломатска, можете и подиректно. Не чекаат ли подобри, порозови, поубави денови или се уште ќе потрае ова агонија и ова неизвестно што владее? Ние како држава имавме среќа при распаѓањето на Југославија да се спасиме и да не бидеме во виорот на војната и да го спречиме она прелевање на војните судири и што беа на северот со превенцијата, со доаѓањето на меѓународни сили, а тогаш беше важно да станеме членка на Обединети нации за да дојдат тие сили и ние 93-та година, како што спомнав јас кога бев во Њујорк, следејќи ги тие активности, бевме свесни дека мораме да направиме една жртва поради инсистирањето на нашиот јужен сосед да не се употребува името Македонија и влеговме со привремено име, се зачленивме, меѓутоа станавме субјект на рамноправен субјект во меѓународните односи. Така што тоа е еден голем исчекор, како што беше и вториот исчекор со зачленувањето на НАТО. И тука плативме голема цена со промената на името, односно со додавката. И сега, ако се поставува прашањето колку имаме пријатели, колку непријатели и како е позиционирана Македонија, мислам дека нашите стратешки цели беа да токму тоа, да бидеме членки на Обединетите нации, да бидеме рамноправен субјект во меѓународните односи, да бидеме членки на НАТО и на Европската унија. Сега имаме трета скала, да речам, се соочуваме со трета неповолна ситуација, би рекол, со уште еден наш сосед. И мислам дека тоа ќе се надмине на некој начин, бидејќи сепак преовладува мислењето дека ние припаѓаме, ако се употребува тој израз Западен Балкан, сепак ние сме дел од таа Европа и мислам дека треба да не се откажуваме од тој пат и мислам дека не се откажуваме, дека сме на тој, меѓутоа мора да се надминат на некој начин овие сите, како да речем, пречки што ни се јавуваат на тој пат, со една трпелива дипломатија, со малце умешност поголема, па и малку и агресивност на нашите амбасадори во некои центри, кај што се главни центри, каде што треба да се раскажува нашата приказна, нашиот проблем. Пак ќе го спомнам Њујорк. Јас кога бев таму при 93-та година, кога се зачленуваше Македонија во Обединети нации, таму бев единствен новинар од Македонија. А таму имаше околу 30 грчки новинари. Сега можете да замислите, новинарот не само што испраќа информации за својата куќа, новинарска куќа или за телевизијата, или за радиото, за сите медиуми што беа практично, јас контактирав и со странски новинари. Можеби не со грчките, меѓутоа со новинари од BBC, од други земји ме прашуваат што е проблемот. Значи, таа повратна информација, тоа убедување и разјаснување на генерално на проблемот е еден дел и од нашата новинарска професија, па и дипломатска, нормално се разбира. Ама и на одреден начин и мисија. И мисија, апсолутно, ние мора да ги штитиме нашите интереси и тоа е нашата цел. Немаме друго, тоа е наша вечна борба. Да си го браниме нашиот собствен идентитет, апсолутно, јазикот и се што значи самобитност на една држава. Сите атрибути што ги има една држава.
Убаво што се навраќаме и на минатото, но уште повеќе на сегашноста, бидејќи, за жал, мислењата за актуелните ситуации и состојби кај нас се поделени. На сите ни е криво што бевме заедно со Хрватска во една реална и голема перспектива уште тогаш, кога Хрватска беше примена, бидеме и ние примени, но тоа не се случи. Потоа чекоревме заедно со Албанија на тој пат за влез во Европска унија. Па не раздвоија, односно Албанија отиде многу напред, ние останавме повторно назад. Ветувањата дека со менувањето на името не само ќе станеме членка на НАТО, туку дека ќе станеме членка на Европската унија, за жал не се оствари, се изјавови. Проблемите што ги имавме со Грција, за среќа, сега ги немаме во таа изразена форма, но ги имаме, димензија не е. Но ги имаме со источниот сосед, ги имаме со Бугарија. Навистина, Македонија, како да има лоши соседи, но многумина велат дека за многу нешта и ние сме самите виновни, внатрешно, дека сме поделени, дека сме разединети, дека доволно не веруваме во нашата кохезија, во нашето заедништво и дека секој друг го користи тоа неединство, таа поделеност. Но како и да е, сега се верува најмногу во некое зачленување во пакет со повеќе други држави или поради други држави, па и ние да се протнеме, да се провлечеме. Јас сакам да верувам дека тоа ќе се случи што поскоро и на еден вистински квалитетен начин, дека повторно нема да бидеме обесправени и понижени. Какви се вашите информации, сознанија, дошепнувања, дофрлувања? Има ли надеж во оваа 2026 година конечно да се отворат преговорите за членување во ЕУ или ќе помине и 26-та и многу други години идни, а ние веќе, како што велат многувина, остаревме чекајќи влез во ЕУ и многу генерации не случајно избега, замина од нашава држава во странство. Така е. Ќе се навратам повторно на Роберт Бадентер, кој на времето беше председател на Уставниот суд на Европа, на Европската унија. Тој имаше донесено решение, односно комисијата, Бадентеровата комисија, на чие чело беше Роберт Бадентер, кој кажа дека според сите анализи тогашни од поранешна Југославија, само Словенија и Македонија ги исполнуваат условите да бидат сите оние атрибути што треба да ги има една независна држава, тоа се тие две земји, значи Словенија и Македонија. Значи, ние во тој период, вие спомнавте со Хрватска, тоа беше подоцна. Ние бевме со Словенија, практично најнапред во сите параметри, да речам, политички, економски, функционирањето на институциите, не бевме вовлечени во војната, во таа димензија, за да имаме проблеми со функционирањето на институциите. И јас сум од тогаш, па наваму, и од секогаш, можеби, имам голема доверба и верба во луѓето и сум оптимист дека сепак ќе се изнајде некое решение, бидејќи денеска светот е влезен во некој зачекорен во многу лоши бурни времиња, неизвестни би рекол, кои можат да донесат уште поголемо зло, да му донесат зло на човештвото. Затоа мислам дека сепак ќе преовладее една разумна солуција, разум и совест од страна на Брисел и на големите сили, меѓутоа и кај нас натре во самата земја треба да за тие стратешки интереси треба да постои консензус, еден договор, затоа што
ако нема таков договор, тогаш разединувањето што велите внатре ќе се рефлектира и надвор, така што полесно може да се манипулира со нашите надворешно политички цели, преку кои се реализира секоја држава и ги остварува своите интереси. Национални, се разбира. Так. Говоревме за новинарството, говоревме за вашите текстови, за вашите искуства во земјата и странство. Но пред нас овде се вашите книги. Овде е вашата книга Политиката на САД, Медитеранот и арапската пролет. Потоа вашата книга Америка одблиску, но и книгата Ново поврзување на Европа, надворешно политички текстови. Исто така и книгата Македонска Масада. Ова е за македонско-грчките односи. Ги спомнавте во разговорот, така? период, да. Потоа книгата Европската унија и Медитеранот, но покрај овие, би рекол, научни и стручни дела, вие сте автор и на проза. Овде се вашите книги. Три збирки раскази имам. Три збирки раскази. Да. 3 дена во Париз и други да. приказни, кое што е објавена и Ова во е превод. преведена е на српски. И на српски јазик. Да. И Флик ен Флак, Да. исто така раскази. И вашата најнова книга, која што неодамна беше промовирана, Не правете го тоа во мојот автомобил. Или автофикцијски прошетки ни сопствениот, но и ни стуѓите животи. Едно сублимно прашање. Бегате во расказите, во прозата, од сериозните теми, бе релаксира прозата, расказите, или сето тоа е едно единство и надворешната политика и се она што ни се случува во секојдневниот живот. На почетокот реков дека ја бев предодреден за напишување, објавував уште од осмолетка песни и раскази како и сите ние други. И дека е многу полесно да се почне да се пишува отколку да се престане да се пишува. Пишувањето од секогаш ми било и пасија, меѓутоа и еден вид хоби. Пишувам раскази и се охрабрив пред 10 години да објавам мојата прва збирка раскази 3 дена во Париз, која беше преведена на српски, беше промовирана во Нови Сад, во Шибеник, во Хрватска и во Прага, и која доживеа трето издание. А најновата книга Не правете го тоа во мојот автомобил излезе кон крајот на минатата година. Во декември имав промоција во Скопје и во Охрид. И се надевам наскоро дека ќе имам и во други градови низ Македонија промоција. Тоа е еден порив, вие добро го знаете, тоа е еден порив за пишување, за нашето секојдневие, за она што не обкружува на еден уметнички начин, значи надвор од овие научни книги, и мислам дека тоа ме обзема, ме растеретува на некој начин, ме релаксира. Так. Односно не е тоа бегање од секојдневието, туку е на некој начин реализирање на некои мои чувства, некои односи од секојдневниот живот, што ги носи ставање самото на хартија или во меморијата. Апсолутно. И мислам дека промоторите на овие збирки раскази добро ги дефинирале дека се современи, доста лични, има доста лични работи тука, елементи на приватен живот, меѓутоа не треба тоа така да се гледа, да се поистоветува со авторот. Има и дневнички, некои хронолошки раскази, меѓутоа сето тоа пробувам да го спакувам во една уметничка форма, со одветна порака, со интересен крај и така. Има многу новинари и, па да речам, и политичари кои пишувале и раскази, и лекари, инженери има што пишувале од различни професии, мислам, што се оддале на пишување или романи,
или раскази. Да не ги споменуваме, ги има многу. Многу. Ги има многу. Блиц прашање за блиц одговор. Пишува ли Емил Крстевски нешто ново? Сега. Научна книга или прозна книга? Во моментов само размислувам за тоа. Ама ќе биде. Ќе биде, бидејќи се уште е пресна оваа трета моја збирка раскази и малку сум заситен, така што една пауза добро би дошла од неколку месеци, меѓутоа размислувањата околу некои теми се постојано во главата и има. Сакам да ве замолам со еден од овие фломастери. Одберете се со сината боја. Овдека напишете ни една порака и подпишете се, бидејќи една мисла, една порака. Добро. Бидејќи тоа се учесниците во оваа емисија, ние ги нотираме тука, ги забележуваме, а подоцна од сите тие автографи планираме подготвиме и една изложба. Ова е едно мое мото, Да, слободно, кое напишете го кажав. Секогаш верувам во луѓето. Добро. Во луѓето и во добрата и поубава иднина. и поубава. Добро. Ова звучи утешително, звучи Да, оптимистички. па ако не сме оптимисти, ако не веруваме Подпиши се. во луѓето и ако тогаш Во што ќе веруваме? тогаш треба секој ден во црква да оди. Да, така. Овде датум да? Може. Скопје. Добро. Сакам сега 26. и со рака колегијално, пријателски, добро. да ти честитам на се што имаш направено на научен, на стручен, новинарски план, ама и како писател. Бидејќи ова што го пишуваш како писател, го правиш со искреност, со доживеаност и со страст. Тоа е точно. И благодарам за вечерашниот разговор, за оваа средба. Ви благодарам и вам. Ми беше задоволство. Така, и мене.